Забрането е собирање на луѓе во групи поголеми од 5 лица, нареди владата уште минатата недела. Но тоа не им значи речиси ништо на луѓето што се туркаа пред дуќан во Шуто Оризари, каде се делеше хуманитарна помош. Овдека, па од гладотија. Од гладотија душа. Значи луѓето немат и ова гужва се ствара. Значи ова не сме да бидеме блиски. И еве корона како ќе ја фатиме. Па види, има некои поединци кои што потуват храна за сиромашните луѓе, мека се здрави и живи, стварно се ромите во незгодна критична состојба. По воведувањето на вонредните мерки, никој не ги бара услугите на овие луѓе, кои заработуваат претежно на неформалниот пазар на труд. Како што се трошат пакетите помош, така расте и тензијата во толпата. А секако се плашат, сите граѓаните се плашеме, треба да се чуваме, но пред се немаме никакви заштита, немаме за некои маски, ракавици, тие работи све. Набрзо реагираше полицијата, која во оваа општина засега контролира 50 лица, на кои им е одредена задолжителна самоизолација. Полициската патрола за жителите во Турканицата е знак дека собирот брзо ќе биде растурен и некои од нив ќе си заминат дома со празни раце. Државата нека се грижи за тука, за Шуто Оризари. Општина Шуто Оризари е едно од најсиромашните места во земјава и брои повеќе од 5000 семејства кои се во социјален ризик. Голем дел од овие луѓе немаат ниту социјална помош, ниту здравствено осигурување, а стотици од нив немаат ниту основен документ за нивното постоење. Освен приватни донатори, во Шуто Оризари помош дели и општината. И нормална е таква ситуација кога имаме во државата, кога они не може да заработат за утре, да побараат чаре. И сега има раздвиженост, меѓутоа ние како општина даваме напори со партнери и донатори, тоа да оди преку кризниот штаб што го формира општината и ние тоа да им го носиме до нивниот дом за да не се ствараат гужви. Жителите пак се нестрпливи да ја дочекаат помошта дома, бидејќи се плашат дека нема доволно за комбето да застане и пред нивната врата. Тие пораките што ни беа пратени, значи ние ги почитуваме, ама треба некој да не свати и нас кога немаме, значи треба да излегуваме и да си го најдеме кјарето каде треба да работиме за да може да вадиме парче леб за децата. Голема болка за Шуто Оризари е и затворањето на главниот пазар, од кој многу домакинства заработуваа за достоинствен живот. Меѓу нив е и 10-членото семејство на Мухамед Ајвас. Нашето семејство се занимава повеќе од 20 години со трговија и со пазарот и буквално ја откако знам за себе не паметам пазарот да е затворен повеќе од 3 дена. Како млад активист, Мухамед, освен што се занимава со хуманитарни акции, сега бара и начин како неговите сограѓани да продолжат да работат од дома. Помогнав да отвориме на Facebook страна, при што ќе може да се прикачуваат сите продукти што ги имаме и ние, а истовремено стојам на располагање на сите останати кај кои нема толкава можда дигитална писменост да се снаоѓаат со тие работи. Се со цел овој период некако да се помини, продукти да се продадат, да се има некаков приход и едноставно да се преживе ова криза. Општинската каса, велат локалните власти, е скромна. За да се надмине кризата, бараат системско решение. Очекуваме во следниве денови да се најде институционално решение за тие што не се во системот на социјална заштита и лицата без документи и тие што останаа без работа, меѓутоа не може да ги користат економските мерки на владата поради тоа што имаат неформални бизнеси. За 360 степени од Министерството за труд и социјала велат дека работат на план за брз влез во системот за социјална заштита на сите кои останале без работа или се дел од неформалната економија. Во Институтот за истражување и анализи на политики Ромалитико не веруваат во крупни реформи преку ноќ и веќе побарале итни мерки за директна финансиска помош на сите граѓани во социјален ризик, од фантоми до собирачи на отпад.
ова треба да биде лекција за сите нас, да во наредниот период државата се обиде да донесе екзистенцијални услови кон оваа ранлива заедница, да може да донесе вода, струја, канализациона мрежа и така натаму, затоа што видите оваа состојба сега во која што сме, никој не гарантира дека нема да се повтори за 2 години, никој не гарантира дека нема да се повтори за 5 или за 10 години, затоа треба да бидеме спремни барем во овој дел да може граѓаните да имаат иста стартна позиција. До тогаш, треба ли да се очекува сите граѓани еднакво да ги следат владините насоки за борба против коронавирусот?